44.000 граѓани со право на глас се дел од гласањето во Скопски центар, каде што се очекува интересна изборна трка. Маја Стојановска е на едно од избирачките места. Маја, како минува гласањето во општина Центар? Тања, така ништо помалку од 4 часа неделат до крајот на денешното гласање. Според оние информации кои што ги добивме од членовите на изборната комисија овде од Центар, конкретно од гласачките места во Скопската гимназија Јосип Броз Тито, се тоа дека во овие моменти е зголемена фреквенцијата на гласачи споредбено нели сутринските часови, што според нив не е изненадувачки, бидејќи праксата од претходните избори годините наназад покажува дека граѓаните токму овој период од денот го одбираат за да излезат и да го дадат својот глас. Информациите кои што ги добивме од нив исто така се и дека конкретно барем на ова избирачко место од самиот почеток на денот до сега тие не се соочиле со никакви нерегуларности и проблеми и дека изборниот процес тече во една фер и демократска атмосфера, па тука предлагам повеќе да слушнеме од изјавата. До 13 часот гласале вкупно 77 гласачи од 380 во избирачкиот список. Не сме имале проблеми, се надевам дека и до крајот на гласањето се ќе биде во ред. Меѓутоа излезеноста секој пат е поголема после 14 часот, така да еве сега има малку повеќе гласачи доаѓаат. Така, успевме да поразговараме и со дел од гласачите кои ги затекнавме овде. Тие порача секој кој ќе добие довербата и поддршката на гласачите, мнозинството нели гласови од нив, својата функција да ја извршува честно и транспарентно и да најде долгорочно решение за сите оние нели горливи проблеми со кои што се соочува главниот град. Да ги слушнеме и граѓаните. Приоритет сите носечки проблеми што се да не ги повторувам. Чистотата на градов, на воздухот и така натаму. Да, не сум сериозен оптимист. Па да се среди градот. Тоа е саобраќајот. Најголем проблем. Кучињата по околу зградите, скитници и секако што било до сега. Да не оди на полошо. Прво да го исчистат, фасадите да ги поправат, да имаме добар јавен сообраќај, да не чекаме со часови, да не работи, например, на телефон во колку часот доаѓа автобусот, да е точен автобусот. Очекувањата секој да се убавува својата работна обврска, кој што го е дал нашиот народ, граѓани, било од која националност да размислуваат на сиот народ. Право на глас во општина Центар имаат 44.109 граѓани, како што кажете на самиот почеток, а последните податоци од Државната изборна комисија покажуваат дека 22% од овие граѓани излегле и го оствариле своето право на глас. Останува да видиме колку ќе биде тој процент нели до крајот на самото гласање, односно до 19 часот.